Добар ден, почитувани гледачи. Поточно поздрав до сите гледачи на телевизија Ирис. Отворено на тема. Политички магазин на телевизија Ирис. И во него јас ги поканувам гостите кои има што да ви кажат. А затоа си поканите и отворено да разговараме и на тема, а темата изборите, состојбата во Македонија и уште еден повод денеска, бидејќи една информација успеав да ја добијам како оценка за досегашните избори во Македонија и ќе биде интересно во разговорот со мојот гостин вечерва. Политичката сцена во Македонија не донесе ништо ново на овие избори, барем е општ впечаток на многумина луѓе. Или ние очекувавме премногу дека во програмите, во настапот на политичките претенденти нешто ќе се смери. Но, така е како што е. Едната страна се обидува преку суштествени или повеќе чувствителни теми, како што е се бегалци, национализам, јазик и она што ги погодува чувствата кај луѓето кои предизвикува страв, а стравот најлесно како основа за манипулација со луѓето. Јас не велам како новинар дека некој манипулира, само ги пренесувам тезите на оние кои што долги години ова го следат, а другата страна е инерцијата од победата од прилика од формирањето на владата од крајот на мај и по некаков логичен след како самата што го формулира како ослободување и на општините и на локалните самоуправи. Ете, тоа е така еден обичен печаток, но постат луѓе кои се необични политичари, кога се појават на политичката сцена, некој умеат и да ги засенат политичарите, да освојат под барем во Македонија респектабилни 400.000 гласа, се занимаваат со наука, но политиката не може да и биде страна, затоа што изгледа дека во Македонија таква не е судбината. Ако сме надвор од политиката, таа ќе се занимава со нив. Или барем мој печаток е таков. Стево Пендаровски, пратеник, професор и да не го спомнуваме дека беше кандидат за претседател на Република Македонија, мој и ваш гостин. Професоре, ова како ми е најлесно да ве ославувам, ако не се лутите. Како ви е најлесно така. Добро вечер. Професор, прво ќе го искористам вашето присуство овде да елаборирам една теза, а видејќи вие сте аналитичен пред и тоа од Министерството за внатрешни работи, вашата теза се безбедносните структури и надворешната политика на Република Македонија. Оние што отстрана не гледаат, барем пропагандистичкиот оној дел од кампањата, велат дека во Македонија се на тема, овој момент е на сцена еден облик на пропаганда наречена лажни вести. И како да очекуваат сите од луѓе кои се занимаваат со пиар формите и со кампањите, како ќе биде во Македонија, дали тоа ќе успешно, ќе биде успешно. Иако некои од аналитичарите велат дека овде се претера. Секоја статистиката вели дека од 4 вести, 3 се лажни вести. Од тоа дека навлегува војска од Косово, они најдрастичните, па тоа дека 5 милиона бегалци се веќе кон Македонија. Еве како аналитичар што велите? Ја би се согласил дека политичката пропаганда или политичките дезинформации го достигнаа својот врв, веројатно предходнава и оваа година. Значи врв. Неку да немаме заблуда и во најдемократските држави на западот, во време на избори особено, се употребуваат вести кои не се сосема точни, да се изразам на еден културен начин. Значи на она што е точно се налипува нешто што е неточно, за да стигне својата политичка цел, да. Тоа е најнова една тема. Со изразот е нова, инаку таквите лажни вести постојат, да не се лажеме, и во најстарите демократии на западот, само што не се викаат фейк ньюс, не се викаат лажни вести. Меѓутоа, она што се случува во Македонија е тој феномен сега пресликан на микрониво или на регионално ниво. По она што можам споредбено да го видам во регионот, бивша Југославија плюс Албанија, ја не можам да видам сличен пример во последно време, последните 2 години зборувам најмалце, на ваква дисторзија на политичката реалност со овој тип на вести. Затоа што претходниот ние милуваме да кажеме режим, систем или претходната власт или влада успеа да направи алтернативна реалност, од она што реално се случува во Македонија и во сферата на економијата, а сега во последните 5-6 месеци и во други сфери кои се прилично чувствителни бидејќи се поврзани со опстанокот и безбедноста на една земја. Последната теза која се врти на она што може да се нарече медиум кој е близок до поранешните власти за бран на бегалци кои доаѓа во Македонија. И да дојдете во ситуација да ги повикувате луѓето да собираат потписи на главните плоштади во сите македонски градови, а бран бегалци нема у моментов кој оди по таа така наречена Балканска рута, има нешто ситно кој оди преку Медитеранот и оди кон Италија, и оди према Лампедуза, нема Балканската рута е во момент мртва,
за среќа. Еве го имам и заклучоците од Солун пред една недела, во кој што јасно министрите за надворешни работи кажаа дека ние ги гледавме тие бегалци, знаете, ги гледат по автопатот, не се крија по ниви и по планини, за жал по автопатот од Гевгелија према Скопје ги гледавме. Кога сме поминувале, тие беа реки, колони беа. Чи и мали деца, и жени, и мажи. Сега нема такво нешто. Сега нема. Сите бројки покажуваат не само во Македонија. Ниту во Грција не доаѓаат, бидејќи почетната дестинација, тие бегалци беа од камповите во Турција. Бидејќи се направи договорот, они велат Европска унија, Турција, практично се направи Меркел-Ердоган договорот се направи, и бидејќи Европската унија треба да даде 3 милиарди евра да ги чуваат преостанатите бегалци таму, 1,5 милиони прими Германија, остатокот го финансираат европјаниве да не ги отвори капиите Ердоган повторно. Само така може да има нов бран бегалци со тие пропорции, бидејќи нема. Се вие правите комплетна лажна вест, луѓето ги плашите, има и во централните скопски општини, например во аеродром. На столче луѓе собираат потписи против бран на бегалци кои ги нема. Ги нема. Сакам да се вратам на вашето прво прашање. Значи, ова што се случува во Македонија е балкански преседан. Без било какви споредбени примери, па ние сме живеели во она што го нарекуваме недемократски систем во пранешна Југославија и тогаш имаше пропаганда, тогаш имаше застава филм, ова ги надминува тие работи. Значи, за жал, ова ги надмина и тие работи. Среќа наша е што ние сме мала држава, во нумеричка смисла, и нашите лажни вести не може да го уплашат светот. Замислите да бевме ние на една Германија, Франција или Америка, то целиот свет беше збрла брусо. Да, за жал да. Инаку во политичката пропаганда, сега, ова што се случува из половина кампања за локални избори е помината, не можам да видам дека во делот на оние стандардни политички пораки, не можам да видам дека тука има претерување кој не е претходно виден. Веројатно има таа реторика е секој пат засилена, емоциите се повисоки бидејќи станува збор за трка за одредена позиција, да. И тоа е вообичаено би рекол и за европски и за светски рамки. И употребите еден термин, некако ми го зедовте лајт мотивот, но интересен ќе ни биде разговорот. Велите паралелна свест, паралелна представа. Зошто го употребувам ова? Реалност. Во таа паралелна реалност гледав Хрватскиот глобус кој вели балканските држави се многу склонни посебно кон надворешната политика да прават паралелна јавност. Надворешната паралелна реалност. Во надворешната политика секогаш има некакви коридори кои не се многу минуваат, тие се како големи крузери, така велат дипломатите, и дека сето тоа се движи низ познати форми на средби, на иницијативи, на поддржување, на ускладување на интересите. Балканските земји прават паралелна стварност, паралелна реалност. Така ги критикуваат за Босна, дека имате паралелна надворешна политика, а не имате, бидејќи Додик ќе води својата надворешна политика и се натаму. Еве кај нас. Да направиме една мала реминисценција. Завршува 2017 на половина, а ние сме скарани со сите соседи. А внатре велиме дека се оди во ред. Тоа ли е тезата? Значи, ние сега почнуваме да правиме муабет со сите соседи, до сега бевме скарани со сите соседи. Инаку, многу е чудно, јас во еден текст во рамки на академска заедница, каде што бев практично до вчера, до завчера, објав еден текст во кој јас споредував таа ситуација, која беше колку до вчера со нашата претходна влада, со политиката некој дистанца на Глигоров од 90-тите. Единствено позната надворешна политика до сега. Да, меѓутоа сакам да кажам дека во тоа време имаше и поголемо оправдување, имаше без неја војни околу нас. Ние не знаеме дали ќе не биде како држава. Дури 93-та, 2 години по нашиот референдум, стануваме членки на Обединети нации, значи навистина беше стани падни. Ние тогаш имавме таа доктрина, не Глигоров туку, неговите следбеници, која ја нарекуваа 4 волци има околу нас и подобро е да бидеме на дистанца да не голтнат. Овие сега практично ја реализираа до крај еквидистанцата на Глигоров. Значи, тие буквално не дистанцира од сите сега 5 соседи со Косово. И тоа е за жал лошо. Тука има многу голема работа, огромно поле има за активности и јас сум среќен што гледам дека Димитров и целата влада на чело со Заев пробаат тие работи да ги деблокираат. И во таа насока, според мене е, што зборуваме за психолошкиот аспект на надворешната политика кој е битен, да кажеме дека од другата страна на границите наши нема волци кои ќе не изедат. Има нормални луѓе како што сме ние, јас, вие сите. Тука најголем исчекор е направен со договорот со Бугарија. Договорот со Бугарија практично ја руши една психолошка бариера. Ние и во комунизмот, ако паметите, велевме дека правевме вицови на сметка на бугарите. Велевме дека од таа страна Варшавскиот пакт ако ќе напаѓа од тука. Небулози, тешки небулози беа. Сега исто дојдовме да ги третираме бугарите кои се, ја би рекол дека стари членки на НАТО и на Европската унија, 10 години цели се во Европската унија, повеќе се во НАТО алијансата, да ги третираме како Северна Кореја. Ова само ги пробива тие психолошки, значи отвара порти за разговор
И јас се надам дека тоа можеме да го повториме и со некои други наши соседи, иако проблемите таму се поголеми. Европската комисија го фали премиерот за храброста за договорот со Бугарија, но јас морам овде важно да ја прашам, бидејќи вие договорот го знаете. Да. А го знаете бидејќи бевте советник кај едниот и кај другиот председател, долго време се вари кога нас се подготови. Што беше тоа спорното тога? Истиот договор, знаете што, ова што е сега, значи, не знам, македонската јавност веројатно од тој чад од лажни вести или политичка пропаганда, реторика која беше насочена кон тоа да не разбереме што е. Че не знае дека, ми претпоставам поголемиот дел не знае. Скоро 99,9% идентичниот текст од декларацијата на Љупчо Ѓорѓевски, подпишана во тоа време, идентичниот текст. И сега само бугарите бараат да има поголема правна сила, да не биде декларација, изјава во превод, туку да биде договор, демек да има поголема легална валидност. Инаку содржината, супстратот е тој. И ја не можам да видам што било пред, не знам што било, треба да ги прашате актерите кои упорно не потпишуваат договор. Инаку работните групи од Македонија и од Бугарија работеле 4,5 години. Има десетици и десетици средби на таа тема. И практично, ние го кажувавме тоа во парламент, нема разлика дури во според нив шкакливите формулации. Што е спорно? Дека ќе има комисија која ќе разговара од историчари, кој ќе разговара на историските теми. Кај е опасноста за Македонија? Може ли комисија, сте чуле некој пат комисија од историчари, од стручни лица, направена од две држави, да растурила некоја држава? Да направи војна. Да. Но тоа е, како постапка е познато, тоа го направи и Франција и Германија веќе 45-та година, така наречениот. Да кажеме еден интересен пример за таа. Во овој момент, и тоа македонската јавност треба да го знае, жал ми е што до сега немавме прилика да го предочиме тоа, не е јасно, сите ние, не е битно од која страна, од која политичка партија сте доаѓате или сте блиски. Франција и Германија се пример на држави кои биле во долгогодишни војни со милионски жртви и сега се демек во иста Европска унија, практично се заедничкиот мотор на Европската унија. Што од нив зависи каков облик има ЕУ денеска утре задутре. Знаете до кај е дојдено во правење на заеднички учебници тамо? До никаде практично. Че во овој момент Франција, француските деца и студенти учат од учебници кои се одобрени од француското министерство за образование и истата ситуација во Германија. Че тие имале такви комисии, се помирувале. Меѓутоа, тоа е помирувањето во суштина запира на ниво на муавет. Да разговараме како луѓе, да не се пукаме, да не се гледаме преку нишан. Инаку нема пример во светот, ќе ви тврдам. Бидејќи предавам компаративна политика на меѓународно ниво, не знам колку години веќе. Не постои пример кога една држава и ги пишува учебниците на друга држава. Постои само еден радикален случај, затоа што е радикална ситуацијата, по Втората светска војна, на американски носач на авиони е направен јапонскиот устав. И тоа е се. Дури јапонските учебници не се диктирани од американските генерали, туку од јапонци, нивни стручњаци, нивни министри и нивната политичка елита. Под капата на Макартур, на Саратога, но тоа е поодамна. Сега, кога велите дека мораме да се учиме на комплементарноста со она што успева кинезите велат, научиме да фаќаме риба, не треба да ми дадеш една риба. Но, како ќе се развива сега, после овие првите николци на добра волја, бона фидес на македонската влада и за сега пофилби и добар одговор на соговорниците, како ќе се развија македонската надворешна политика, кон помирување, кон низ декларативни форми или ние немаме, значи и да сакаш. Ние сме толку мали. Зборам во статистичка, во математичка смисла. И да сакаш не можеш да направиш проблем. Значи, аксиом кога изучуваш надворешна политика е ако си мала држава во математичка смисла ти не смеш да одиш во офанзивна надворешна политика или во не дај Боже во воена реторика или во некоја политичка реторика која ги омаловажува другите. Ти не можеш да го истепаш другиот и да сакаш. И да сакаш. Што ти не си колос некој економски, политички, стратешки воен, како што има неколку држави во светот, па кога Кина ќе се закани за некои острови тамо во не знам Јужно Кинеско море, тоа е стварно закана. Бидејќи Кина е 1,5 милиарда. Има армија која е втора по вложувањата сега зад американската и таа прогресивно расте. Македонија и да нема фајда од заканување. И во домашната политика не носи поени, а камо ли во надворешна политика. Чи ова што сега Македонија го фа, сосема е небитно кој е министер за надворешни, кој е премиер, која влада е. Мора да биде аксиом у македонска надворешна политика, дур сме живи, дур постои државата, вечно. Како поинаку? Како поинаку? Со навреди, со агресивен пристап и да каже земи или остави, па ние не можеме да го направиме тоа. И да сме членки на Европска унија и на НАТО, и да сме внатре со сите тие што не обкружуваат, ние повторно не можеме да диктираме. Знаете која е најголемата, најчесто применувана доктрина на малите држави во ЕУ и во НАТО? Да се групираат повеќе мали држави и ако можат како блок да наметнат некое прашање, бар да се дискутира за него. Да бидат во контекст. Апсолутно. Како вие самостојно ќе одите, па сите наши соседи се поголеми од нас.
Косово има некои слични перформанси во таа смисла, што сите Бугарија, Грција со 11 милиони, Србија, Албанија, сите се поголеми од нас. Така што тоа е единствениот пат. Единствениот пат. Кога рековте надворешната политика мора да има некаква форма на која што немаше да зависи од моменталната политичка гарнитура. Еве, како теза го кажавте тоа, а за ова разговаравме, ако не се лажам, и пред 3 години го рековме, зборувавме овде дека се уште не можеме да видиме некој облик на надворешна политика за кој ќе кажеме, еве, тоа е мирољубива коегзистенција. Зборувам од некои флоскули од пред 30 години. Тешко ли е кај нас да се формулира тоа или зависи од личната интенција, знаење на чинителите? Знаете зашто? Тешко е затоа што нашиот, гледате, секоја политика и внатрешна и надворешна зависи од политичката култура и од менталитетот на народот. А тоа е негуван на ваков или онаков начин децении и векови наназад. Многу е тешко сега на македонецот или на македонскиот граѓанин сега да му кажете дека од другата страна на границата навистина не живеат наши непријатели. Многу е тешко. Вие видите какви проблеми имавме ние да објасниме околу таа така наречена тиранска платформа, што е содржината или сега последново законот за јазици. Ние не можеме да им кажеме на луѓето, јас имав едно излагање на Комисијата за европски прашања баш за законот за јазици. Не можеш да им објасниш на луѓето дека ако му дадеш на некого права во одредена област, а при тоа не ги загрозуваш твоите постоечки права, не се растура државата. Ако ти добиеш повеќе права и тоа оди на мој грб, на моите права, тоа е опасно. Али ако ти добиеш повеќе и повеќе права, а не ги ништиш моите права, што е проблемот? Што е проблемот? Значи, македонците имаат страв генериран, негуван, поприлично долго кон албанците. Албанците имаат своји стравови и стереотипи кон нас. Истото важи за останатите наши балкански комшии и на крајот добивате една ситуација во која или ќе дојде некој од Брисел или од Вашингтон да не помирува, или ние самите не можеме ни кафе да се напиеме заеднички. Еве, вчера го слушнав Али Ахмети кој вели, што досега не сме го слушнали никогаш досега експлиците, кој вели нашата иднина е заедно со македонците, барем она што го слушаме како превод. Ние немаме друга Македонија и мора да живееме заедно. Ова е прв пат од албанската страна. Знаете зашто е тоа? Моја проценка е, него Зоран Заев го тера во таа риторика. Че Зоран Заев направи толку пречекорувања преку некои ментални бариери кои ги имавме до сега, и во изјавите и во конкретните законски проекти, што вие морате во иста влада сте, вие мора да го следите, инаку сте анахрон. Ке речат, вие сте во иста влада, овој тера во 21 век, ти си останат во 20-тиот или во 19-тиот. Ти мораш да се... Замисли една работа што се случува по прв пат. Луѓето тоа не го знаат, претпоставам не го забележале. Значи, пред 2 или 3 дена, во Скопје, во една од скопските општини, во Чаир, СДСМ нема свој кандидат, го поддржува кандидатот на ДУИ, својот коалиционен партнер. Истото и во Тетово. Теута Арифи е поддржана и од СДСМ, иако е кандидат на ДУИ. Зоран Заев пред 2 дена имаше кампања на тетовските улици заедно со кандидатот на ДУИ. И слушаме коментари, слушаме овие 2 дена коментари, дали е тоа потребно? Зашто да не е? Што е спорно? Ако сме во иста влада, не можеме сега со фейк ньюс да се послужаме, не можеме да блефираме дека сме малку во иста влада, а малку не сме во иста влада. Во тој случај ќе имаме ситуацијата што имавме од 90-тите до денес, повеќе или помалку, на де факто 2 влади во иста номинална влада. Или сме заедно и немаме задршка, или играме зад грб. Кога играме зад грб, дојаме 2001, добиваме диво населје и да не редам така, што е рамковниот договор? Рамковниот договор, тука нема никаква мистификација во нормативниот дел. Рамковниот договор има една одредба која не е така напишана, а мора да се подразбира. Мислам дека сега тоа се практикува во оваа влада. Значи, за стратешките, за важните прашања мораме заеднички да разговараме. Дали ме сакаш ти мене, дали ја те сакам, тоа е емоција и ќе си оставиш дома. За политички, стратешки, дали Македонија да биде членка на Европска унија и на НАТО? Имаме ли консензус? Ама стварно ќе работиме така. Или, например, имаше во овие најтешки прашања кои се уште баласт, не можеме да ги решиме 20 и кусур години, прашањето со името за Грција. Знаете, беше проблем, ја памтам тоа, јавноста можеби не го знае, беше проблем да се инкорпорира еден етнички албанец, функционер, актуелен во тоа време, значи представник и на албанскиот партнер во влада, во преговарачкиот тим. Овие влада, тоа е наша работа, ние македонците евентуално може да бидат загрозени. Од што се плашиш? Нека дојде. Албанец, турчин, ром, се едно е. Чи или имаш нешто намера да криеш, да договараш за друг, ама се однесува за мене прашањето, седи ти на маса, проблем ли е? Така. Професоре, ово изгледа како така ни одим муабетот, како имаме две реалности, она постулати врз кои што е направена Социјалистичка република Македонија со основските одлуки и документи кои подоста стануваат устави, закони и така натаму, и правењето на Република Македонија 90-та година, ама како одзев на национализмот во Србија Милошевиќ во време кога од уставот од 74-та година е изваден албанскиот народ како конститутивен народ, иако голем број од граѓаните не знаат. Последните
да бидеме реални, последната македонска влада во комунизмот 86-90 ги напушти основските начала и почна да ги редуцира правата. Имаше 4 амандмана 88 година. Значи, вие знаете, и практично се редуцираше бројката на паралелки, например, во основни и во средни училишта на албански јазик. Ја паметам како се донесе закон за забрана на продажба на земјиште од една до друга, што е значи, сегрегација. Ако паметите, имаше дури радикални случаи кога се рушеат зидови на етничка земја со булдожери, и во Скопско Рачиново немаше потреба тоа. Немаше потреба тоа. Ако е тоа твоја културна традиција, како ти ако имаш зид, е лошо за тебе. Ако сега нема зидови. Да, добро, има зидови, меѓутоа тие не ја рушат државата. Тие твојот поглед го ограничува кон светот. Ти ќе имаш најголем проблем ако живееш во така затворена средина. И ако сакаш живи, што е проблем? Истиот проблем сега се наметнува на едно микро ниво околу шамиите, околу на муслиманските жени, дали треба, дали не треба, ако ви текнува имаше скоро во една од скопските, во една од македонските училишта, директорот има една одлука, министерството друга, па родителите трета. Ние се расправаме за тоа. Што е уствари секуларноста на Македонија? Замислете сега уште. Така, ова задира во еден друг вредностен символ. Може да влегува девојчиња со ултракратки сукни, а не можат со шамија, бидејќи ова е символ на исламот. А може ли со крстови или со крстови да ги носиш овдека? Така. Во училиште. Со верски обележја. Сето тоа треба да се реши на системски начин во кој што децата ќе се постават во равноправна положба. Од ова што сега, како кажувате и како пратеник, како професор, јас слушајќи извлекувам и неколку заклучоци. Се движи ли македонската внатрешна политичка сцена кон можности за постизборни коалиции или цврсти предизборни коалиции со Македонија една изборна единица или зголемување на нивото на демократија, како што рекоте вие, доколку не ми се намалуваат правата ако заокружам човек место листа? Знаете што? Едно од изборните ветувања на сегашната влада беше дека Македонија ќе биде една изборна единица. И колку што мене ми е познато, тоа ќе биде реализирано не подалеку од следните избори, кога и да се направат. Тука нема голема иновација, тоа се модели кои се применувани во светот и само еден мал детал да ви кажам, бидејќи бев присутен на разговорите после рамковниот договор, кога се разговараше токму меѓу другите работи и изборниот модел. И се да видите колку поделбата беше и тогаш голема и денеска имаме проблеми да ги прескочиме тие ментални огради. Представниците на албанските партии во тие преговори бара Македонија да биде една изборна единица. А македонските политички партии у тоа време ВМРО, ДПМН и СДСМ има идентична позиција. Видите како бевме етнички препознатливи. Бевме од истата страна на масата, бараа да има 12. Па едниве се обидоа со 3, па понатаму другите се обидоа со 8 и на крај се разбира, за жал, на притисок на странскиот фактор, дојдовме до 6. Меѓутоа, минатата година се случува еден политички феномен по прв пат у македонска посткомунистичка историја со гласањето преку етнички линии на парламентарни партии. Пример, постоеле поединци, јас сум бил сам дел од еден таков изборен процес, кога сум добил и гласови од албанци, од турци и од македонци, меѓутоа парламентарните избори до сега беа исклучиво во етничките табори. Ретко некој да прескочеше. Сега ланската година имавме помасовно гласање конкретно на етнички албанци за понудата на СДСМ и уште еден без преседан политички потек, двајца етнички албанци влегоа во највисокото раководство на СДСМ, што исто. Значи некако декор, на суштинско ниво, што не се случувало повторно. И СДСМ доби една пристојна бројка гласови од етничките албанци, кои внимавајте не беа задоволни од она што етничката нивна претходна партија им понудила, им испорачала. И гласаа сега за партија во која се уште нормално се етнички македонци во доминантна бројка. Тоа мислам дека проба да руши некои стереотипи, меѓутоа тој е долг процес. За да дојдеме до тоа партиите да бидат базирани на граѓанството, а не на етничкото, ќе земе декади. Декади. Време е за кратка реклама, за кратка пауза за реклами и ова што професорот рече, некои работи са процес кој што треба со време да созреваат и да поминуваат. А мене ми изгледа како ние секој додиме на некој друг колосек Европа, некако истакнува се повеќе национални држави, а ние се уште досега требаше да го поминеме тоа пред револуција, француската револуција, свакањето за народ за револуција. Мала пауза и со професорот Тендаровски. Се враќаме назад во студиото и мојот разговор со професорот Стево Пендаровски, сега пратеник.
и некако ни оди муабетот на внатрешна надворешна политика, професорски се разбираме, јас ќе се обидам од овде да извлечем и неколку заклучоци заради сите нас се наоѓаме во време на предизборие кога ќе мора да донесеме и наша одговорност. Нашата одговорност значи од понудата која политичарите ни ја даваат да избереме она што нам ни е најблиско, но по изборите да си го сносиме и одговорноста за тоа што сме гласале. Професоре, јас ги кажам овие тези од Лукач како начин на кој што се обидувам да влијам врз моите сограѓани дека одговорноста е еднаква како и правата. Како вие што рековте, ако твоите права се зголемени, а не се штета на моите права, тоа е зголемување на слободата. Мојата слобода е ограничена со вашата слобода и обратно, нели? Да не обвинат сега за марксистички тези, иако тие се на тези не се марксистички, туку на Хегел. Но еве вака да ставиме. Започнате со една тема која што рековте на парламентарните избори се прескокна тој јаз од македонски почна да се прескокнува. Тоа ќе биде долг процес. Но остана и низа на нерешени прашања кои суштествено социолошки овие избори нема да ги решат. Меѓутоа тие не смеат повеќе да висат. Тоа е првото. Ние повторно излеговме со избирачки список повторно 1.840, а 4 или 5 месеца се расправавме колку не има. Можеме да одиме прашање по прашање, меѓутоа не беше возможно да се направи пречистен избирачки список, да сме најасно во овој временски владата почнува од 1 јуни. Така. И да сака, не знам кој, велат дека најдобрите граѓански ги нарекуваат, граѓански евиденции постојат во Норвешка. Ние некои модели се обидовме да копираме од нив уште пред 10-15 години, сега дедам пак од тамо бараме совети за тоа како да направиме регистер, ако не веќе традиционален попис, регистер, повторно од тие скандинавски држави. Меѓутоа, Норвешка да беше во прашање, од 1 јуни до денес, за да стигне за локални избори, немаше да стигне да направи попис. Знаете или требаше да се одложат изборите 6 месеца. Или да се одложат, а знаете дека уставно не можеше. Да, не можеше. Сме правеле 96-та година, ние имаме први локални избори во посткомунизмот и во тој период 2 години е пробиен рокот за тогашните градоначалници. Да, требаше да има 94-та, меѓутоа политички причини направивме 96-та. Се пробива, ама не е добро да се пробие. И знаете каква беше зовриена политичката ситуација. Секој одлагање на локалните избори, поранешната власт ги искористеше во насока да рече дека ние сега без избори сакаме да владееме и така натаму. Значи, во изборната програма стои и гледам дека една одлука на влада е веќе донесена во таа насока. Во првата половина, значи во првите 2 години од 4 годишниот мандат, ќе мора да се донесе тоа, или да се направи попис, или да се донесе регистер. Што би го во половина европски држави е така, во половина инаку. Значи ние не можеме без тоа да планираме ниту една развојна политика, не само за избори. Вие не знаете колку лекари ви требаат, колку полицајци, колку социјални работници. Ние мораме да имаме таа прецизна статистика или барем прецизна колку што може во балкански услови и не сосема независно тоа колку кошта. Тоа слушам луѓето велат, тоа кошта не знам 10-11 милиони евра, не е битно. На 10 години се прави, можеме да го направиме тоа еднаш, како што треба. Вака кошта многу повеќе. Кошта многу повеќе. Ние и сега во Штип вие го имате избирачки извадокот од избирачкиот список од последниот попис, друг нема. Така. Никогаш во меѓувреме ние нешто пробавме да чистиме, меѓутоа знаете што се случи. Бидејќи бевме притиснати од политиката да одиме со брзо темпо, пржино 1, пржино 2 и ние дојдовме и сфрливме една групација на луѓе, после почна да ни се јавуваат дел од нив, па зашто сум јас тука, зашто сум исфрлен. Мислам дека добар дел од нив сега се вратија назад и ние последната бројка е, ако не се лажам, 1.815.000. 14, скоро 15. Најголемата бројка во историја на гласачи, ја ви тврдам. Значи од студио директно од нога што се вели дека во Македонија во овој момент не живеат вкупно и малолетни кои немаат право на глас, не живеат 1.815.000. А не да бидат гласачи. Добро, тоа. Сега постои уште една тема за која што се употребуваат политичките партии, избори се, нели? Но посматрачите од страна гледат и како порака до сите нас во Македонија. Требаше ли Хојти да ни се во едно интервју да ни каже дека Македонија не може да оди напред, нити кон вкупните евроатлантски интеграции, доколку не разреши една крупна работа. Кој прислушкуваше? Зошто прислушкуваше и што од тоа што прислушкуваше, или како што вие вела содржината на незаконски прислушкуваните разговори. Повторно не подсети Хојти дека ние домашната задача не се завршува. Се во тој дел, да знаете, значи нешто е почнато да се работи и мислам дека ќе се истера, особено во делот на кривично-правната одговорност на тие кој прислушкувал, кој наредувал и така натака. Значи тоа е работа на СЈО и мислам дека се работите тука поодминати, не сме во иницијална фаза. Меѓутоа таа интересна тема што ја споменувате.
не постои ниту една балканска држава, дури и оние кои се членки Хрватска, членки на Европската унија, Словенија, кои имаат направено темелна трансформација на својот безбедносно разузнавачки апарат. Сега ќе речете зошто? Затоа што тие немаа вакви безбедносни проблеми, државата не се клатеше, не се нишаше кај нив, интегритетот им беше сочуван од други причини и тие веројатно нема потреба да ги форсираат во тој дел. Албанија, на пример, е во последниве 2 години жестоко притисната, ако сака да добие визна либерализација или да почне преговори со Европската унија, иначе има статус на кандидат, да направи темелна реформа на правосудството, повторно не на службите. Меѓутоа, кај нас се постои тоа како проблем заради аферата со вистината за Македонија и толку илјадници луѓе кои беа прислушкувани. Иако некои од вашите колеги велат така ќе се наруши и безбедносниот систем. Тие прашања за прв пат почнаа да се ставаат на маса со процесот на така наречениот процес на лустрација, бидејќи тоа не беше лустрација, тоа беше прогон на политички неистомисленици. Знаете кога беа лустрирани и одамна починати луѓе, како што е Славко Јаневски и некои други. Така што, значи, во делот на лустрација, дали ние можеме да лустрираме, бидејќи сме мала држава, мал апарат, после толку години да дојдеме до таа вистина, кој упропастувал нечии животи заради лична кариера или заради пари, после 25-30 години, кога главните актери веројатно не се повеќе меѓу живите, а да не го оштетиме тој апарат или државата во целина. Односно, дали можеме да ја направиме интервенцијата и да го отстраниме тоа диво месо, а да не ни почине пациентот. Тоа е долга дебата и ќе ни треба посебна емисија. И многу луѓе има што да кажат на таа тема, се разбира, не сум ја најмудриот на таа точка. Меѓутоа сакам да ви кажам дека ние мораме да се зафатиме со тоа затоа што претходниот 11 годишен режим или едно прилично ригидно авторитарно владење почиваше на тој случај, на масовно прислушкување на своји граѓани. И затоа е изјавата на Хојтије. И затоа е извештајот на првиот и вториот кои били прво овде морате да направите нешто и јас мислам дека на влада, тоа ќе кажат луѓето кои се во влада повеќе, пред недела или две е помината одлуката околу трансформацијата на службите и земени се некои и регионални и континентални модели во таа насока, значи ќе почне конкретно да се работи пред се, колку што сум информиран, во делот на излегување на таа фамозна пета управа од структурата на МВР, значи да биде посебен орган кој ќе нема никаква ни функционална, ниту статусна поврзаност со МВР. Со некој ќе мора да биде поврзана, но овде има јас го сватив ова порака сватив на американскиот заменик на заменик, кој го сватив како порака дека ние во Македонија мораме да имаме и национална катарза по ова прашање. Бидејќи ние сме поделени на верување. Пропагандата или дебелото партизирање на македонското социјално ткиво е такво до можеш да му кажеш за неговиот лидер се најлошо, тој никогаш не сака ни да слуша, а не да верува. Значи ние мораме да имаме внатрешна катарза дека Јас сум скептичен затоа што подлабата политичка за жал е толку голема и мислам дека главовски дел во таа смисла има дадена претходната влада, која практично мислеше има во нивно време имаше само членови и гласачи на ВМРО ДПМН и останати. За жал, че поделбите биле секој пат големи во Македонија, али они го изведоа до екстрем. И јас се плашам дека тој тип во скоро време, особено со ова раководство, се уште актуелно на ВМРО ДПМН, мислам дека тоа нема да може да се изведе. Че нам на државата, не на партијата, ни се потребни нови луѓе со нова реформаторска свест, ако сакаме воопшто да дојдеме до битен консензус за неколку прашања, не само за тоа, и за прашањето за името. Вие не можете без државен консензус да одите на било какви преговори. Конечно, двете големи македонски партии се согласуваат дека мора да има референдум на крајот на процесот. За да успее тој референдум, какво год да е прашањето или предлогот, значи идеален да е предлогот за промена на она што е сега ФИРОМ, вие мора да имате 900.000 излезност. Па изгора 1.815.000 со бојкот на една од големите партии вие не правите излезност. Не е битно кој ќе гласа за и против потоа. Значи консензус е нужен, не за се. Во демократијата, кој ќе видите дека има консензус за се, не е демократија. Така. Меѓутоа за неколку прашања, меѓу кои оваа катарза која спомнувате, тоа е нужно. Инаку да се навратам на прислушкувањето. Доминантна ментална матрица на македонскиот граѓани, независно дали албанец или македонец, нешто друго, е дека сите прислушкуваат и сите држави тоа го прават. Ние мора на македонските граѓани, сите ние што сме во политиката актуелни и новинариве што ги следат тие работи, мора да им објасниме дека прислушкувањето е нормална работа која се случува во секоја држава. Да, ама по налог на судија кога има аргументи да те приклучи. Основано сомнение. А не затоа што сум ја твој политички опонент, па ти мене да ме прислушкуваш и да крадеш кој ќе му биде слоганот на кампањата или нешто ќе се потпили која афера може да отвори за мене. Што беше у суштина прислушкувањето во Македонија со години наназад. Значи ние мораме на тоа да објасниме. Прислушкување да, апсолутно. Ние мораме да прислушкуваме потенцијални терористички групи. Тама работа.
Но не ја да дигам телефон и да кажам уштекајте го новинарот на телевизијата Ирис затоа што и така натаму. Тоа е разликата. Тоа е разликата помеѓу поданици на една држава и граѓани. Граѓанското општество е активно општество на поединци заедно во една држава, а поданиците го слушаат патриархот или го слушаат водачот и не сакаат да размислуваат многу. Да. Но тоа е дел од психолошкиот менталитет кај нас. Како пратеник морам да ве прашам, имавте долги години сте професор, аналитичар, бевте во близина на луѓето кои донесуваа битни одлуки за Република Македонија. Морам сега да ве прашам, како ви изгледа парламентот за скоро една година? Јас се изненадите ли позитивно, негативно? Да, негативно во секој случај, меѓутоа јас им реков на некои мои пријатели кои ме прашаа, ја мислам дека Македонија изминатиот период немаше парламент. Значи зграда која се именува Собрание на Република Македонија, да, меѓутоа парламентот значи едната група кажува, другата се спротивстава со аргументи, трета, четврта, колку веќе не има. Кога имате 10 пратенички групи во еден парламент од иста практично политичка партија, луѓе кои биле на исто ливче за гласање, вие имате реплики и контрареплики меѓу нив, вие немате парламент. Вие немате парламент. Замислете реплика од Агората во Стара Атина, значи јас се спротивставам на вашиот аргумент со контрастав, со контрааргумент. Сите реплики и контрареплики во рамки на тие 10 пратенички групи, односно една политичка партија или коалиција предводена од ВМРО ДПМН, почнуваа со колега, внимателно го слуша вашиот настап и се согласувам со вас. Тоа не е реплика. Ако се согласувате со мене, тоа не, а вие се пријавувате, стискате копче за реплика, вели. После овој се јавува првиот на кој што му е наводно реплицирано и се јавува за контрареплика и вели вие кажавте дури нешто повеќе од тоа што ја кажав во рамки на истата теза. Чи Македонија до овој момент за жал нема парламент кој е функционален од овие причини и со жалење, јас сум малце постари го паметам и тоа време и вие претпоставувам, со жалење се враќам назад во раните 90-ти, па дури во првиот парламент кој имаше брилјантни дебати. Овде нема дебата, овде има монолози на луѓе меѓу себе, колку да помине времето и да кажат овие не ги бива да не знаат да владеат. Значи дури и тогашната пратеничка група на ПДП, јас секој пат тоа сум го истакнувал на етнички албанци која прво ни одржа лекција на сите со литературниот македонски јазик на кој зборува и со мноштвото аргументи со кои ги побива другите пратенички групи. Што тогаш имаше дебати и се зборуваше меѓу луѓето. Тој му одговори, дали гледаше вчера како тој му одговори на тој и овој како му врати. Се зборуваше за неколку посебни епизоди на брилјантни парламентарни дебати во Македонија. До сега со овој парламент тоа не го видов. Како професор кој воспитува, доскоро како што рековте, воспитува студенти, млади луѓе. Склонили сме ние во Македонија како граѓани, како едните и другите, имаме скоро сличен менталитет со нашите сограѓани албанци, да секоја работа ја извртуваме до непрепознатливост и да ја откриваме низините лоши страни. Ова не е моја теза, ова е теза на професорот академикот Милорад Зец, кој вели болонската диплома не успеа затоа што ние ја почнавме од позади. Ги почнуваме ли сите работи од позади? Од парламент до парламентарна борба, сега на локалните избори зборуваме за теми кои се државни. Ние, ако зборуваме за образованието, се тоа, ја не би сакал да не речат од политика да се мешам во образованието, меѓутоа ние ги прифаќаме и Болонската декларација, ние ги прифаќаме механички работите. Тоа кажа. Јас само како пример Болонска која е една страничка во основните начела, вели сегде важи таа Болонска, да, ама како практично ќе го примениш на нашите факултети. И јас знам дека и ваму кај што бев доскоро кај што работив и на многу други приватни државни универзитети, најголемиот дел од испитите се на писмено. И замислете, и вие имате, јас предам сум предал и многу мои колеги на политички науки или на правни науки, предам на тие два факултета, такви предмети, и се вие утре ќе добивате, да речеме, дипломиран правник, или дипломиран политиколог, за кој може дури и гласот да не му го чуете во тие 3-4 години студирање. Што е недозволиво. Основно треба да биде, што год да биде, може да биде и политичар, може да биде адвокат, судија. Тоа е алатот, зборот на тие луѓе во тие професии, и алатот или инструментот со кој заработуваат за живот или прават кариери. Така што Болоња да, ама мора да има, знаете што, ние имаме прилично добра традиција во, ако ви текнува, сте слушали од вашите повозрасни, сигурно дома, имаме долга традиција на учителска школа. Ние имаме долга традиција и пред да биде вторава Југославија. Единствена писмена писмена институција во Македонија ние даскали учител. И немаме друго. Така што ние имаме долга традиција на тие одлични учители и пред втората Југославија, што е заблуда ако ние треба се да копираме на запад се. 90% од нашите револуционери се учители. Да. Чи ден денес како паметите,
по некоја инерција, за жал тоа малку тој квалитет опадна, меѓутоа и ден денеска во едно село или во едно населено место се зборува за даскал или за учител, се зборува за лекар и се зборува за поп, односно свештеник. Така. Не случајно. Тоа е традиција која оди векови на назад. Сега, за една недела, денес е крајот на оваа недела, ни се парламентарните избори. До сега има различни локални, имаме различни анкети, нема да се враќаме на нив, но резултатите по изборите можат повторно да ја делат Македонија или нема да ја делат. А тие поделби ги закочуваат скоро сите добри иницијативи од економија па до надворешна политика. Гледате, изборните резултати во секоја држава секогаш ги делат луѓето и тоа е добро, тоа е демократија. Ако као во Северна Кореја едниот добива 100%, ја добивам 0 или вие, не постоите, или не ви е дозволено да направите партија. Значи, добро е изборните резултати и нужно е во демократија да ги делат луѓето. Некој победил, некој изгубил. Ние мораме по завршување на кампањата си подадеме рака и да работиме за општо добро. Тоа е политичарите на кога ќе завршат изборите, народ мора да е единствен, бидејќи стануваат граѓани. Се гледате, значи, ја не го сакам тој термин многу народ да биде единствен или политичарите единствени, тоа ми асоцира на некои други идеологии и системи, но политичарите мораат да бидат единствени само на една-две точки околу главните стратешки прашања. Народот пак нека си мисли различно, меѓутоа ние не смееме да го сскаме народот еден на друг. Тоа го растура ткивото на македонската нација и на македонските граѓани и тоа е лошо бидејќи ние сме малку и ако не сме во оваа смисла, не во друга, синхронизирани што сакаме и каде сакаме да бидеме еден ден, тоа може да биде опасно по сите нас бидејќи државата може да се растури. Инаку мислам дека овие локални избори се нужна, ја би рекол, втора фаза после ланските парламентарни, во кои треба да се направи реална демонтажа на претходниот режим. И тоа не подразбира, иако може би некому така ќе звучи, дека треба да се оди на политички реваншизам и тоа да се сотре, како вели една личност од снимките. Сотрувањето во политичка смисла е погубно за македонците и за Македонија како држава, за сите што живееме тука. Значи, но треба да се каже на луѓето, ова политика претходно беше неуспешна, имаме милион аргументи зошто беше неуспешна, значи претходната власт. Лани на национално, на државно ниво ја направивме промената, сега треба да донесеме нови, свежи ликови во политиката, помлади луѓе, сосема други концепти во главата, кои ќе ги водат и општините. Тоа не значи да победи само другава страна. Значи, нови луѓе, дури во тоа што беше порано режим, да дадат луѓе, не кои беа епигони на претходниот лидер, туку луѓе кои имаат своје ја, имаат свој образ, интегритет и не мора да се нужно партиски. Затоа што без втора фаза, без екзекутирање во политичка смисла на демонтажата на режимот, на локални избори, ние можеме да се вратиме назад пар години и тоа ќе ни бара ново време, нова енергија и нови рани на македонското ткиво. Во политиката нема враќање назад и тоа враќањето назад е многу дискутабилно, многу нема на исто место бидејќи времето отишло, а тоа кај нас најверојатно ќе заврши со многу покрупни судири на вака поделеност на општеството и да не си го посакуваме тоа како држава. Се надевам дека ќе се најде морални сила кај сите дека државата е пред се и нашите потомци. Може само ние во овој момент да одлучуваме за се. Една работа како последно прашање, професоре, како ќе го прогласиме победникот? Ова прашање го поставав уште пред 2,5 месеца. Јас сме слушал таа теза, сме слушале сите дека многу е тешко да знаеш кој победил на локални избори. И се ваде различни критериуми. Број на градоначалници, број на советнички гласови, број на градоначалнички гласови, општини големи, мали, главниот град кој ќе го земе као најголема општина во Македонија, најголема политичка заедница. Јас мислам дека се зависи од политичките мотиви на тие. Така што ќе прогласуваат едно или друго, ќе биде неопходно да се земе бројката на гласови пред се на советнички, ако не би случаи на градоначалнички листи на ниво на Македонија. Дајте да ги преброиме гласовите кои сме ги добиле на советничките листи, не бројката на добиени градоначалници, дека едно да добиете градоначалник на Штип, а друго е на Карбинци, во смисла на бројка, на луѓе со кои подоцна треба да предводите, да помагате. Но бројка на советнички листи, бројка на листи на градоначалници, како бројка на добиени гласови. Мислам дека тоа најблиску до вистината. Не се сомневам дека ќе биде поинаку, посебно кај оние кои ќе изгубат, па ќе бараат оправдувања. Или најчестите оправдувања на оние што губат на избори во Македонија биле дека немаше демократски амбиент и дека не знам некој преку полиција, преку служби или со сила или со купување, со изборна корупција успеал да победи, инаку не би требало да победи. Така. Сега сосема за крај. Како аналитичар, ве прашував како професор, како пратеник, сега како аналитичар. Можно ли е политичкото ткиво во Македонија во ноември, во декември, тамо пред Нова година, пред празниците да се смери
и после 2,5 години, 2 години и 8 месеца ние да излеземе од нешто што многумина околу нас го нарекуваат ќорск. Јас мислам дека после една долга агонија со владењето, со многу ригиден начин на кој владееше претходната власт, мислам дека локалните избори ќе бидат втората, како што реков, фаза и посмирувачка фаза од она што беа парламентарните избори. Практично очекувам дека после ноември натаму ние ќе влеземе во многу помирни води. Се разбира, тоа го базирам и на очекувањата за изборните резултати, во кои не можам да видам како ќе се реинкарнира на голема врата претходната власт или претходниот режим, но сеедно како ќе решат македонските граѓани, така треба да го почитуваме. Моја проценка е дека во политичка смисла народот ќе се почне да се смирува, политичарите ќе почнат да сваќаат што е реалноста. После ноември ќе сватат дека тоа е тоа. Беа национални избори, беа локални избори, беше што беше, дека и наетењето никому не му донело корист. И јас се надам дека ќе има и известно прочистување во одредени политички субјекти во кадровска смисла и ќе дојдат навистина луѓе со нови светоназори кои ќе ја влечат Македонија напред. Професоре, во светот постои една иницијатива која се појавува нека последните неколку месеци, вие тоа го знаете добро, се нарекува пацифизирање на југоисточна Европа, каде што и ние влегуваме со отстранување на Русија и така натаму, но има еден интересен документ чиј нацрт помина на Вишинската група, како се више така, ама јас затоа ќе ве повика како пратеник и како професор од пратеник во парламентот на Македонија, кога тоа пред нова година ќе биде актуелно, бидејќи во Шпанија што се случува некако ги закочи работите, и тогаш и како професор и како парламентарец да ја објаснеме на овие гледачи од Источна Македонија кои бенефити Македонија ќе ги има од тоа. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам за поканата. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со пратеникот, професорот и се она што го титулирав досега, Стево Пендаровски, а за она што му реков дека ќе разговараме, ќе го поканам овде во Ирис телевизија, затоа што сметам дека тоа ќе биде исклучително важно, бидејќи тоа ќе биде новата платформа во која што Македонија ќе се движи од крајот на 2018 па до понатаму. Тоа е кризата во Европа, може би излегување од кризата, но во нацрт на тие предлози, документи, можете да ги видите по интернет, стои една работа Македонија. Јас никаде не видов дека не ја предвидуваат Македонија. И ова е добрата вест. А вие сами ќе донесете одлука. Довидување до новата отворена тема.